го повикувам да се обрати председателот на Либерал-демократската партија Андреј Жерновски. Убаво пишува тука на еден плакат: револуцијата, точно е она што ми го кажа, почнува од Прилеп. Факт е тоа, нема од тоа бегање. Имам сега една желба и ќе ја споделам со вас. Да дојде Груевски овде на моето место. Дека не му се потребни само 6 обезбедувачи, туку 3000 обезбедувачи од народот. Да дојде во Прилеп, да се увери зашто му е страв. Знаете добро зашто му е страв. Почитуван иден градоначалник Ухари. Почитувани дами и господа, другари и другарки, браќа и сестри. Денеска е 24. Да, еден месец од оној ден кога ја згазија демократијата, кога го згазија уставот, деловникот, законите во Република Македонија. Тој ден, кој што ние го велиме црн ден во историјата на Република Македонија, тој ден сака да биде врвот на разделбата, на раздорот меѓу македонскиот народ. Но во верувам дека овие денови пишуваме и во Прилеп и во Македонија нова историја, нови страници, кои што на крајот, верувајте дека тој 24 јануар има една друга димензија. Тоа е моментот кога се сплотивме како никогаш досега, кога конечно се пронајдовме и себе си и едни со други. Денеска не само што има протести, не само што има народ во Прилеп, туку има и во Битола, главниот карван е во Кавадарци, има и во Струмица, во Гевгелија, во Куманово, во Штип. Гледате како успеа, иако тоа не им беше намера, ги смалија, ги снема километрите помеѓу нашите градови. Македонија е обединета против овој режим и тоа е факт. Изјавата на одаа нестехничка благородна Дулич, за која што не знам дали е точно, но слушнав дека во кинески хороскоп е мајмун. И таа успеа да направи нешто што не сакаше. Успеа да ве обедини вас, прилепчани, сите без разлика од која политичка партија сте, од која етничка заедница сте, да застанеме заедно против овие што не газат. Бев предходно во штабот на СДСМ, сега сме овде во штабот на ЛДП. Тоа веќе не се штабови на политичките партии, тоа е вашиот дом. Нема веќе поделби. Затоа сакам да упатаме на јасна порака до Груевски. Како што си направи свој парламент после 24-ти, како што има своји новинари, како што има своји медиуми, како што има своје судство, како што има своји синдикати, сега се обидува, мерете им го умот, да си направи своја опозиција. Која е таа нова опозиција? И новинарите ги свртеа полека погледите кон ЛДП, кон Народна партија, кон Обединети, кон Достоинство. Сакам да порачам од тука јасно и гласно. Обединети сме како никогаш досега. Не само што нема да не разделат, туку сме се посилни и посилни. Нас во Македонија не ни треба луѓе, нова опозиција, нова власт ни треба. Граѓаните се собираат затоа што не само што ја погазија демократијата, го погазуваат нашето достоинство секојдневно. Во Македонија не е веќе проблемот да се преживее месец од неделата, денот не може да се преживее. Ни ветија иднина, ни ветија економски преродби во 100 чекори. Што доживеавме? Расте безперспективноста, расте невработеноста, расте сиромаштијата, растат казните, растат сметките, расте бројот на блокирани сметки, бројот на блокирани фирми, на затворени фирми. Вие многу добро во Прилеп знаете како оние кои што имаат максимум 400 евра од робата што ја продаваат,
казните изнесуваат 1000 евра. Дали го знаете податокот дека последните 2 дена се упатуваат цели автобуси од други градови во Прилеп за да има нови инспекции и араш да се собере? Не им е доста. Мора да го сопреме. Не може повеќе се краде сопствениот народ. Им требаат пари за да се градат оние глупости во Скопје, сплавови, бродови, дрва да се садат во Вардар и така натаму. И дојдовме до проектот Скопје 2014 и тука сме заедно. И вие не го сакате Скопје 2014 и ние не го сакаме Скопје 2014. Тие глупости мора да не обединат во таа битка. Мораме да се спротивставиме ново осиромашување на граѓаните и во Прилеп и во Македонија. Погледнете што денеска се зборува за Македонија. Вчера во 2 написа во светот не споредуваат со Сиера Леоне. И главниот уредник на Ал Джазира вели овие слики што ги гледа во македонскиот парламент е нешто што се случува во Сиера Леоне. И добивме податок денеска дека буџетската транспарентност е иста во Македонија на ниво со Сиера Леоне. Ве молам, до таму дојде Македонија. Ни кажуваат, ке ви убедуваат дека ја зголемиле платата 10%, пензиите 10%. Прашајте ги колку изнесува поскапувањето на струјата? Над 100%. Колку однесува поскапувањето на храната? Над 100%. Што ќе ни се тие 5-10 дневни проценти кога веќе не се живее во Република Македонија? Затоа сакам да ви кажам дека во право беа моите пријатели кога ме прашаа каде досега си зборил, каде си бил, им кажав Струмица, Кавадарци, Крива Паланка, Кумаро. Ме прашаа моите колеги политичари, а беше ли во Прилеп? Им реков не. Па се уште не знаеш каде е вистинскиот отпор во Република Македонија. Ви благодарам што не мотивирате да издржиме докрај. Ви благодарам што ни праќате енергија на сите во Македонија. И добре че Геро, ова веќе не е битка на политички партии. Ова е битка на народ, на Груевски, на ВМРО ДПМН му се случува народ. И тој народ ќе го порази на следните избори. Ја знаете онаа нивна позната, една од многуте небулозни проекти, односно реклами, осмели се. Па ајде Груевски, осмели се на волнени избори. Ако толку му се јаки анкетите, ако не се плаши од народ, нека излезе пред пријерчани, нека излезе пред македонци, нека организира фери демократски избори, да видиме кој Македонија всушност поддржува. Се разбира, започнав со Прилеп и ќе завршам со Прилеп. Во Прилеп равенката е со една непозната и со една позната. Непозната е дали ќе имаме локални, парламентарни или заедно и локални и парламентарни избори. Но она што е познато е дека во Прилеп победуваме, дека во Прилеп дефинитивно губи победата на парламент, во Прилеп ќе победи народот. И тоа Груевски мора да го знае. Остануваме до крај, не се предаваме, ова е отпор. Ке се повлечеме дури тогаш кога ќе се повлечат они од власта. Пријатели, ви благодарам, остануваме со овој отпор, нема повлекување, се гледаме наскоро, да живее Прилеп, да живее слободно.